Бизнисот е добар за кафетеријата Мабу. Новоотворениот ресторан во кинескиот кварт на Манхетен има муштерии кои се редат, сакајќи да ја пробаат незината храна во стилот на уличната храна во Хонг Конг. Тоа е далеко од она што го доживеа собствениците на локални бизниси пред само неколку години, кога Њујорк беше американскиот епицентар на пандемијата на COVID-19 и кинескиот кварт посоодветно можел да се нарече град на духови. Менаџерката Сесилија Хвонг вели дека тоа било шок. Влијанието на пандемијата врз нас беше многу сериозно. Одеднаш веќе немаше туристи и не доаѓаа гости. Слободните работни места на излозите на дуќаните се зголемија за време на пандемијата. Градското истражување на главните малопродажни коридори покажа дека улицата Канал во кинескиот кварт имала зголемување од 26% на слободни места за малопродажба од 2018 до 2020, што ја прави трета најпогодена област во Њујорк. Тоа беше надополнето со антиазиската пристрасност и недостатокот на пристап до федерално финансирање, вели Жаклинг Ванг од групата за застапување на локални бизниси. Тие не добиваа пристап до финансирање што доаѓаше од градот, од државата поради многу причини. Двете главни причини се јазичните и технолошките бариери. Хвонг вели дека го искористила времето за време на пандемијата за да се реновира и дека била подготвена да продолжи кога другите бизниси се затварале. Ова се уште е соседство кое се менува, со многу предпријатија кои се обновуваат. Не можеме да го изгубиме шармот на оваа населба. Мислам дека тоа е причината зошто луѓето конкретно гравитираат кон кинескиот кварт на Манхетен, затоа што остана автентичен. А од друга страна, не сакате тоа да биде мало, кој ќе стане музеј. Овде, на улицата Дојерс, еден од најстарите блокови на кинескиот кварт, спојот на старото и новото привлекува постојан прилив на посетители. Избравме да отвориме во кинескиот кварт, бидејќи навистина има многу муштерии. Има туристи од странство, а исто така и локални жители. И зошто ја избравме улицата Дојерс? Затоа што улицата има многу долга историја, што многу ни се допаѓа. Со почит кон минатото, новата генерација во заедницата ја обликуваат иднината на кинескиот кварт.